Здраво на сите и добродојдовте во 101-та епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Нина, а ова се најважните настани од изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Привршува процесот на вселување во студентските домови. До Државниот студентски дом Скопје беа поднесени околу 800 приговори од студентите на резултатите за сместување. Најголем дел од приговорите биле за префрлање од еден студентски дом во друг, а останатите се однесувале на барање за ослободување од плаќање станарина и исхрана. Во рубриката ЦТРЛЗ на МТМК објавени се резултатите од поднесените приговори. Претходно донесена беше одлука за враќање на старите цени за сместување и исхрана на студентите, односно покачената цена од 3.945 денари во дел од скопските студентски домови се врати на 3.645 денари месечно. Останува во студентските домови да се вселат уште новите студенти бруцоши кои имаат рок за аплицирање до 15 септември. На сите студенти им посакуваме успешна академска година. Да се најдеш во светски етаблиран медиум е големо достигнување за една држава, но не и во овој случај. Скопје деновиве се најде во престижниот британски весник Guardian, но со една неповолна вест, зашто впрочем говори и самиот наслов: воздухот мириса на изгорена пластика. Во обширниот текст Guardian пишува дека планините околу Скопје ги чуваат граѓаните безбедни кога смогот станува погуст, но и ги се вробуваат и отровите што го прават воздухот меѓу најопасните од сите градови во Европа. Нечистите горива како извор на загадување заедно со лошото урбанистичко планирање и незгодниот терен со децении го задушуваат главниот град на Северна Македонија. Градот се наоѓа во котлина каде што стари фабрики функционираат покрај домовите и работните места. Во зима, кога луѓето палат печки со отпадно дрво и ѓубре, се крива топол воздух кон небото кој се сретнува со студениот и тежок планински воздух и го формира капакот што го задржува загадувањето и маглата во самата котлина. Пишува британски Guardian за проблемот со аерозагадувањето кое со години наназад ја задушува државата. Продолжуваме со главната тема за неделава. Државниот инспекторат за животна средина утврди загадување на водите на Маркова река од депонијата Дрисла на почетокот од месецов. Екипата на Шорткат го посети селото Батинци, чии жители со години живеат близу депонијата, а се жалат дека загадувањето влијае негативно врз нивното здравје и земјоделството. Од друга страна пак, од депонијата Дрисла не одговорија на нашите барања за одговори за ваквото загадување. За повеќе детали погледнете го следниот прилог. Депонијата Дрисла во Скопје е фатена на дело како ја загадува животната средина, а граѓаните ги чувствуваат здравствените и еколошките, но и последиците по земјоделството. Надлежните пак не преземаат никакви мерки. Ова пред камерата на портал МК го велат дел од жителите на селото Батинци во близина на депонијата. Тие досега неколку пати протестираа, а нивното барање депонијата да работи според европските стандарди. 5 hektar toku nikom lana gje, pa mbev sherri deponis, jere keqe, sën shkojt punojt. Sa gjegi, me vell dhe bvena. Hece këtë reka, asë në gjansh një gjap, një gjarpën të gjallë, si që ma para, së në finsh në për gjabëve këta. Hupën që pët, kur një shpens, kur nuk kam dhe. Suara që jo thotë, si pa ju e të e në cuaf. Ne s'ka kanë arru gjanë që afer më 100 kusur që ta është problemi me ajvont uj pinë, në cofin. E përdorni për të vadit? Po e përdorna me vadit, ama badjava ajo këtë otrovajnë. Кон почетокот на месецов депонијата Дрисла се најде во центарот на вниманието. Жителите на Батинци алармираат дека се пали отпад и се загадува реката во близина на селото. Инспекторатот за животна средина утврди дека Дрисла ги загадила речните води, бидејќи отпадните води ги исфрлила без да ги пречисти, додека пак за пожарот констатирано е дека нема намерно загадување на воздухот. Инспекторатот предложи на Дрисла да и се изрече казна од над 100.000 евра. Предпријатието не го подпишува овој записник, па сега случајот се сели во судските инстанции. Екологот Африм Османи вели дека надлежните не преземаат мерки да го спречат загадувањето од Дрисла, а во меѓувреме се предизвикуваат големи штети, затоа што поради загадувањето земјиштето станува неплодно. Në si përfaqe ende nuk shohim ndonjë rezultat konkret që po janë marrë masa konkrete që të evitohen të shmangen të gjitha pasojat. Dikun të 26 vite nga funksionimi i deponisë Drizla, padyshim se ajo mes tjera shkakton edhe ndotje jo vetëm ndotjen e ajrit në të popullatës përreth, por edhe të qytetit të Shkupit,
Po ashtu shkakton edhe ndotjet të tokës dhe të ujrave të cilet janë afër deponisë Drizla. Азем Садику, градоначалник на Студеничан, и вели дека жителите со право се револтирани и дека депонијата не ги задоволува стандардите. Општината нема надлежност врз работата на Дризла и тука рацете на градоначалникот се врзани. Apeloj që ata duhet të gjojnë kohë që të ulemi të bisedojmë, të na tregojnë cili është plani i qytetit të Shkupit, a ka ndërmend që ta modernizojnë, a ka ndërmend që të marrin diçka dhe të ndalet ky zullum që ju bëhet qytetarët komunës tonë. Портал МК неколку пати се обида да стапи во контакт со надлежните на Дризла, но од предпријатието не одговорија на нашите прашања. Во меѓувреме жителите чекаат решение за овој проблем, а во спротивно, како што велат, продолжуваат со протести. За крај, еден интересен настан за љубителите на видеоигрите. Македонската асоциација за развивање игри Магда го организира Game Art Meetup, кој утре на 29 септември ќе се одржи во Нетавил во Карпаш. Настанот е дел од регионалната турнеја на Serbian Games Association, а ова е одлична шанса за сите што се заинтересирани за развивање и правење на видеоигри да ги прошират знаењата и соработката. Тоа е се за оваа епизода на Shortcut. Ви благодарам што и после 100 епизоди се уште сте ни лојална публика. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL-Z на Метамака. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!